Здраво, Стефан, ти благодарам што си гостин за прв пат во Hype Македонија. Кажи ми како си денес? Пошто е викенд, добри сме, ама стандард музичарски, гужва, граници, патување цело време. Добар сум. Вие како сте? Благодарам на прашање, јас сум добро. За почеток би сакала да те прашам, ти активно свириш на саксофон од 17-18 годишен возраст, како што ми кажа. Од каде желбата за тој инструмент и зошто баш тој инструмент го одбра? Па вака, јас активно свирам од 17-18 по настапи свирки. Иначе имам завршено нижо факултет средно музичко, тоа се. Желбата не знам од кај. Само ми дојде, имав другарче во основна школа, требаше хармоника да свириме, као наудно прво, па отидовме таму, немаше, после се откажа он, ја само кларинет имаше, се запишев, и така, после пропратно кларинетот и саксофонот право. И така, низ годините, нижо па средно, и го засакав инструментот и си продолжив после. Дали некој те насочи кон музиката, дали некој од твоето семејство се занимава со музика или пак ти сам си одбра да се занимаваш со тоа? Музички има талентирани кај мене, но никој не се бави со музика, нема музичари во фамилијата. Сам некако ми тргна тој пат по музика и нема некој што ми даде стрикно правец да свирам нешто или некој жанр на музика, него сам некако ми дојде, сам си одбрав и така продолжив. Што ти беше најтешко на почетокот, и кој ти беше најголема поддршка тогаш? Па вака, мислиш си од кога се бавам професионално или? Да. Најтешко ми беше затоа што почнав сам. Немаше од кој да видам, кој да ми каже нешто. Едноставно немав учител за мојот смер. Имав средно факултет, имав професори, ал тоа си е друга работа, не е како на настапи. Најголема поддршка ми е фамилијата. Така они ми беа, затоа што ја кога почнав, сам почнав. Прво настапи и сам одиш, не знаеш луѓе, не знаеш кај ќе свириш, што ќе се дешава и така, мислам фамилијата ми беше најблиску до мене за секој пат. Дали имаш некој предизвик што си се соочувал тогаш и сега што се соочуваш како млад музичар? Предизвик немам, но имам некои зададени цели кои што сакам да ги остварам, како типот сега што имам концерти и тоа сакам да биде одработено како што треба. Дали може би се сеќаваш на твојот прв настап и како помина тогаш? Првиот настап, не знам, тоа има 10 години сигурно. Знаеш како почетник, трема, па како ќе биде, што ќе биде, да. И тоа е. Се сеќавам, ама некако ми е многу полуизбришено, да. Дали моментално си дел од некој оркестар и како изгледа животот на еден саксофонист кој е дел од оркестар? Кога е дел од оркестар? Моментално не сум во оркестар, во никој. Соработувам со повеќе. Значи највеќе во Србија, тука работам во Македонија, со Браво бенд, поздрав и до нив. Животот на саксофонистот е напорен. Треба многу работа секој ден, па репертоарски спремање, песни, снимање, на настапи којаш на концерти. Знаеш, мора да има рутина секој ден, да, патување тоа секако. Пошто сум јас малци и далеку, мора секој викенд да се вози, да поготово кога одам за Србија, знам дека викенд без 5-6 сати возење не поминува. Така да саксофонистот, мислам не само саксофонист, секој музичар што работи активно е тешко. Напорно е. Колку е важна координацијата според тебе со другите членови еве кога свириш во оркестар? Треба концентрација голема, мора да си спремен 100%. Што викаат, значи треба да си 200% спремен дома, за да си на концерт 100% спремен. Концентрација мора, колегијалност, тоа секако, затоа што кога си на концерт има колеги музичари кои што се на многу високо ниво и мора да се одработи добро. Стефан, ти беше дел од оркестарот за 3 последователни концерти на Весна Змијанац во Белградската арена. Кажи ми како дојде до соработката со Весна? Вака, јас сум во соработка со Милош Росич, тој е негов оркестар, Роске бенд, така е пишен. Со нив сум во контакт веќе 3 години сигурно. Јас со нив се запознав тука во Македонија, па после свирка, тука настап имавме некој концерт и после така дојде до
до концерти да свириме. Си одржаваме соработката доста време. Како изгледаа подготовките за тие 3 концерти и колку време вежбавте заедно со Весна? Со оглед на тоа дека многу време свириме и пред тоа имаме настапувано заедно, Весна е звезда, така да незините песни секаде се пеат, се свират. Подготовката беше негде околу месец дена. Значи, се слушнавме, репертоарски се е поделено, се е одредено кој што треба да работи и отидовме на проби. Значи, негде околу месец време тоа беше припреми. Секој самостално, па после отидовме некоја проба и така. Какво беше чувството да се излезе на сцена пред толку голема публика? Дали тоа беше прв пат да излезеш пред толку голема публика? Не беше прв пат, имам свирано и пред тоа, али искрено, овој пат чувството беше малце, знаеш, треба се доживее тоа искрено, али тешко е искрено, трема, многу народ, камери од сите страни, тоа е нормално. Тешко беше малце. Мислам, тешко него напнаци цело време, знаеш, додека почне концертот. После тоа немаш ти проблем никаков. Али, искрено, Но и убаво. да, секако добро, на почеток трема, значи тоа е мислам дека е нормално. Јас сум за трема сум број 1, значи, али мислам дека секој што би застанал таму на таа сцена, поготово до Весна и како тие звезди, чудно е, а после тоа е многу добро чувството. Секако е добро во секој случај, али има трема, има така да супер. Би кажал дека е перфектно добро. Дали има некој момент кој посебно ќе ти остане во сеќавање од тие 3 дена од концертите? Нешто да ни раскажеш? Па вака, ние отидовме ден-два пред концертите, че оркестарот се сите таму, значи 4-5 дена колку бевме тој секој ден заедно, проби има, па после проби, тука сме тонски проби и цел време заедно, па бевме и кај Весна на проби исто. Така да, мислам дека, да, дружба секако имаше, тоа е. И не знам, тоа е стварно некако имаш чувство дека си на професионално ниво, на највисоко ниво. Значи тоа е тоа кога свири со некој што си го гледал како дете, сега дојде ред да свириш ти со него на сцена, мислам дека е. Каква е Весна Змијанац како уметник одблиску од перспектива на музичар во оркестар? Вака, јас секој пат кога одам на настап, тоа е настап, ти си на работа и секој пат гледам професионално. Значи Весна е за работа е доста ригорозна, значи доста конкретна е, а вака да, приватно и по себина е добра, затоа што и она тоа истото го поминала што и јас сега на мои години и сите тие што свириме, така да Весна е да професионална, а во приватно супер лик. Рече дека имаш трема, дали тогаш имаше притисок и како се справи со тоа? Па искрено имав, веќе кога возев на кај Белград, уште ништо, кога влеговме во арена, кога видов сцена, сите тие работи, имав, веќе почна да ме фаќа таа трема и ништо, викам, ај ќе се смири, ќе помине, завршивме тонска проба, се спремни, гардероба спремна се и веќе кога требаше да почне концертот, тука мислам дека беше најголемата трема беше тука. Меѓутоа, кратко траеше, за среќа кратко траеше, пошто ја кога имам трема не можам да свирам, тоа си имам приметено и стварно викам ако не помине ќе биде тешко. Така да ми помина за 4, 5, 10 минути, не знам колку беше кога почна првата песна, после тоа беше се супер. Какви се твоите лични импресии сега откако завршија 3 концерти и дали можеби ќе свириш на концертот на Весна Змијанац во Скопје на 28 ноември? Импресиите се многу големи, многу добри, значи ти дава некој чувство како да знаеш, како да си викаш тоа е тоа, ќе јас ќе правам таков концерт. Мада јас сум солист, не сум пејач, така да импресиите се многу големи и се надам дека сега сум на добар пат, имам доста соработка, се надам дека исполнувам кај колегите критериум и мислам дека ќе имаме работа уште, а во Скопје се надам дека ќе работиме. Да, концертот е закажан, договорени сме, се што е друго ќе бидеме известени, да.
Знам дека често си надвор од државата и ми споменај дека имаш соработувано и со други јавни личности, па со кои немаш соработувано, би сакал да соработуваш? Па да, јас веќе 3-4 години одам за Србија настапувам. Секој викенд тоа е стандард возење настапи. Некој пат ми е стварно тешко и си викам доста, уште малце ќе свирам и толку, али знаеш кога си ја сакаш работата и дека си го работиш тоа веќе, да. И си викаш уште малце, а мислам дека тоа нема крај. Да, точно дека имам со повеќе звезди. Имам со Дарко Лајч настапувано, со Слобо Васеvić, имам со доста и сега цел ми е да останам на таа сцена на концерти и да свирам и со уште познати пејачи. На што работиш моментално и каде би сакал да те однесе музиката во следните години, да кажем? Моментално работам, спремам некој мини проект, спремам со мои дела и некои преработки на стари македонски ора, такви работи. Музиката, углавно, тоа што го свирам јас и моите колеги тука што работиме, тоа си е Балканот. Тоа си е бивша Југославија. Така да се надевам дека тука ќе остане Македонија. Би сакал тука во Македонија да направам нешто повеќе, ако има можност на ден. А во Србија, мислам дека таму ќе бидам уште некое време. Ти благодарам, Стефан, за одвоеното време и ти посакувам уште многу успех во работата. Благодарам на вас. Се надам дека ќе се видиме пак.